Сите, еве денеска сме тука на оваа наша локација, спомен Костурница Куманово, заедно со јавните предпријатија, секторот за комунални дејности на општина Куманово и поголем број на вработени во овие институции, фирми кои што работат за општината, да го следиме овој наш локалитет кој што е од особено значење за нас. Како што знаете, спомен Костурница има статус на највисоко спомен обележје во државата и општината оваа година во рамки на своите можности влезе во целосна реконструкција на постоечката патна инфраструктура на самиот локалитет. Во моментов сме кај спомен обележјето кое што е под надлежност на државата и ние во рамки на нашите можности и овластувања, помогнати со одредени спонзори, вршиме реконструкција на дел на постоечкото партерно уредување, а исто така и комплетна реконструкција на постоечките пристапни патишта. Нема да застанеме тука, ќе продолжиме со поставување на урбана опрема и комплетна реконструкција на уличното осветлување, кое што беше направено некаде по 4 години и како што гледате во моментов е целосно уништено. Веднаш по следување на локацијата ќе од страна на јавното предпријатие Чистота и зеленило ќе превземат целосна обврска да го одржуваат овој контекст и воедно ќе воведеме и чуварска служба, бидејќи знаете дека оваа локација е многу често предмет на вандалско однесување на поединци. Нема да го дозволиме тоа во иднина и воедно се надевам дека час поскоро државните надлежни органи ќе превземат активности во делот на реконструкција на спомен одбележјата кои што се од големо значење не само за граѓаните на општина Куманово, туку за сите граѓани на Република Македонија. Воедно ја користам оваа прилика да ви информирам и сите вас и јавноста дека општина Куманово во рамки на одбележување на 11 октомври, ден на востанието од НОП, за прв пат во својата историја овој датум ќе го одбележи заедно со општина Прилеп, со тоа што најпрви наша делегација на 10 октомври ќе оди во посета на општина Прилеп, а подоцна на 11 октомври делегација на општина Прилеп ќе дојде и ќе положи цвеќе на паднатите борци од НОП, од општина Куманово и околината, и воедно сакам да ја поздравам оваа иницијатива која што е резултат на взаемно договарање со мојот колега, градоначалникот на Прилеп, и верувам дека ова ќе се претвори во една традиција. Еве, после 77 години, за прв пат изнајдовме заеднички начин да поразговараме на тема каде тоа пукнала првата пушка, дали во Прилеп или во Куманово. Воопшто тоа е во втор план, во прв план е секако заложбите на нашите предци да живееме во мир и слобода и да имаме сопствена држава, а секако ние сме должни да го почитуваме тоа што тие го оставиле за нас. Значи, партерното уредување се врши врз база на понуда до 500 евра и тоа е можеби символична цена. Останатиот дел ќе биде спонзорство од страна на изведувачот, додека реконструкција на постоечката инфраструктура е малку поскапа инвестиција и истите ќе на крајот по реконструкцијата ќе добиеме и точниот износ на зафатот кој што ќе биде превземен. Секако истото важи и за осветлувањето на овој локалитет, бидејќи гледате дека има непредвидени позиции, се оди од позиција по позиција, пресек на моменталната состојба со електрификација и подоцна интервенција по спецификација која што ќе биде доставена до надлежното јавно предпријатие, што се однесува до активностите на јавното предпријатие Чистота и зеленило. Тоа е во рамките на годишната програма за одржување на зелени површини и тие услуги ќе бидат платени од страна на општината по тој остов. На кој начин градоначалникот ќе го заштитите овој објект од оние што го вандализираат? За жал мора да констатирам дека во денешно време и банки се плячкаат кога некој има
ограбуваат кога некој има намера да направи нешто лошо, така и овој случај со овој локалитет овде. Доколку некој има намера да го оштети локалитетот, вие можете и физичко обезбедување 24 часа да спроведете и пак нема да имате плод од тоа, но сепак друго е кога ќе се знае дека постои организирана чуварска служба. Во моментов тоа ќе го решиме со вработени лица од јавно предпријатие Чистота и Зеленило, кои што ќе имаат за обврска и да го одржуваат локалитетот, но и да даваат физички надзор на тој објектот, а воедно ќе од нова година ќе планираме буџетски средства и во следната 2019 година со тие буџетски средства ќе ангажираме агенции за обезбедување на имоти и лица кои што ќе даваат редовни патроли и на оваа локација, покрај на останатите други локации кои што имаме појава на создавање на диви депонии и така натаму.